Делчево и Берово се општините кои се со намера привремено да ги укинат комуналните такси за угостителските објекти кои под закуп користат и јавни површини. На Советот на наредната седница ќе му предложам иницијатива за укинување на комуналната такса која ја наплачаме за користење на површината пред тие деловни објекти. Овде во Делчево се опфатени околу 30 угостителски објекти каде што влегуваат ресторани, кафичи, кафулиња, синдичари, пилјари и некои други угостителски објекти. И мислам дека Советот оваа иницијатива едногласно треба да ја подржи. Со истата намера, фер однос во овие услови нуди и Берово. 9 правни субјекти, веќе после укинувањето или можност да обавува дејноста поднесува барање за ослободување на истите им изедено пресед и во периодот додека трае забраната за вршење на дејност, истите ќе бидат ослободени од обврска со плаќање на комунална такса за користење на простор пред деловна просторија. Пред нив, уште со донесување на одлуката за воредна состојба, тоа го направи Штип, солидизирајќи се со угостителите. Тоа е само едно олеснување кое што ќе помогне во овој момент кога главните мерки ги носи владата за поддршка во финансиски аспект, во исплата на плати, се додека тие не работат, општина Штип нема да наплаќа за ова што значи јавен простор, користење и нивните тераси и простори кои што со елаборат ги имаат доставено до општина Штип. Во Штип со мерката се најмалку 10 објекти од кои досега општината наплаќаше над 200.000 денари. Аналогно на Штип, Берово и Делчево се очекува да постапат и останатите општини на што се надеваат тамошните угостители. Една таква мерка би било големо олеснување за сите нас. Се надеваме дека ослободувањето од плаќање на комунална такса ќе има за сите угостителски објекти во регионот. Истакна собственик на кафе-бар од Виница. Инаку во регионот има околу 150 угостителски објекти кои користат јавна површина, односно дел од тротоарите. Надоместокот се движи од 5 до 15 денари за метар квадратен.